Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Ве очекуваме да не следите и ова утро од почеток до крај, ја посветуваме на трудниците, односно оние кои што носат близнаци или тројки. Радоста секогаш е голема, ама кога ќе слушнат веста дека имаат близнаци, веројатно и радоста и изненадувањето и прашањата се дуплираат. Како се следи близначката и повеќе плодовата бременост, кои основни прегледи се прават, дали има одредени ризици и ред други нешта кои што треба да ги знаат трудниците за полесно, посмирено и подобро да ја поминат бременоста. На оваа тема утрово разговараме со доктор Павлина Коруновска, специјалист гинеколог акушер, лиценциран доктор по фетална медицина од приватната здравствена установа Коруновски МВР. Добро утро, доктор Павлина, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билјана, добро утро до сите гледачи. Ова утро ќе имаат многу интересна тема со своето утринско кафе. Така, зборуваме секогаш нели следењето на бременоста, ама конкретно вака за близначката сме немале досега тема, а пак во текот на разговорот ќе го искористиме моментот да ги посоветуваме како полесно да го поминат и летото, високите температури, жешкото време, дали може да патуваат каде на одмор, што со себе да носат и други информации добре дојдени за нив. Што се близнаци? Дали генетски секогаш сите се исти и колкава е честотата на близначката бременост? Близначка бременост представува двоплодова бременост, односно бременост со две бебиња во исто време. Честотата на близнаците е некаде околу 2% и во последно време се зголемува честотата на близнаците, едно заради остварување на жените како мајки на подоцнежни години, нели претежно се зголема возраста кога веќе жените се остваруваат како мајки, и друга работа заради асистираната репродукција, заради почестите инвитро и инсеминации и сите тие процедури кои што се со стимулација, каде што може да се создадат и две јајце клетки, заради тоа настануваат близнаци. Некогаш и двојки, некогаш и тројки, така веројатно сте имале ситуации во секојдневната пракса. Што се близнаците, велиме еднојајчани и двојајчани, веројатно и самите можеме веќе да ги забележиме. Еднојајчаните се буквално идентични, а двојајчаните имаат разлики меѓу себе. Двојајчани близнаци или дизиготни близнаци или неидентични близнаци, тие се оние близнаци кои што настануваат со оплодување на две јајце клетки со два сперматозоиди и тие носат генетски материјал како брат и сестра, како браќа, заради тоа што не се комплетно идентични. Генетиката не им е идентична. Додека еднојајчаните близнаци или монозиготи или идентични близнаци, тие носат многу сличен генетски материјал и тие настануваат со оплодување на една јајце клетка, создавање на ембрион кој што понатаму се дели. Сега, во зависност од тоа кога ќе се подели ембрионот, може да настанат дихорионски монозиготни близнаци ако се подели од првиот до третиот ден. Значи, тие се со две плаценти и тие се многу ретки монозиготни, односно идентични близнаци. Понатаму ако се подели од четвртиот до 8-миот ден, настануваат монохорионски диамнионски близнаци. Тие близнаци се со една плацента, но се во две врекички. Понатаму ако се подели после 8-миот ден, некаде до 12-тиот, настануваат монохорионски, моноамнионски близнаци, односно близнаци кои што се со една плацента и во една иста врекичка. И последно кое што е нели компликација, тоа е веќе после 13-тиот ден ако настане делбата, настануваат споени близнаци, односно сијамски близнаци. Кое што е голема реткост, односно. Голема реткост, да, и тоа е многу важно ние да знаеме, да го знаеме зигоцитетот и хорионицитетот на близнаците уште на почеток на бременоста, бидејќи следењето е различно. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Ве поканувам да се извинам, се јавите, да поставите прашање за да добиете совет и препорака. Со доктор Павлина Коруновска, специјалист гинеколог акушер, лиценциран доктор по фетална медицина од ПЗУ Коруновски МВР, разборуваме за повеќе плодовата или близначка бременост, или ќе ја спомнеме и бременоста со тројки. И доктор Павлина, споменавте уште на самиот почеток, многу е важно уште рано во бременоста така да се одреди за каков тип на близнаци станува збор. Термините зигоцитет и хорионицитет ги споменавте. Различни се, што значи едниот, што значи другиот, кога се одредува? Да, зигоцитетот значи какви се близнаците, дали се еднојајчани или двојајчани.
и двојајчаните се секако почести, значи и добро е што е тоа така, бидејќи поретки се компликациите кај нив. Еднојајчаните близнаци се поретки и имаат почесто компликации кои што се карактеристични само за тие близнаци, еднојајчаните. Тоа е зигоцитетот, а хорионицитетот значи колку плаценти имаат близнаците. Сега кога се дизиготни двојајчани, тие сите имаат две плаценти. Значи, и може да бидат и од различен пол, може да бидат и од исти пол. А додека еднојајчаните или монозиготните близнаци, во 2/3 од тие близнаци имаме една плацента. Само кај 1/3 може да има две плаценти заради поделбата што ја спомнавме претходно. Така да од 7 пара на близнаци кои што се монозиготни, 6 ќе бидат со една плацента, само еден ќе биде со две плаценти. Така да, монозиготните близнаци заради тоа се карактеристични, затоа што кога имаат една плацента, а се две бебиња, имаме компликации што се карактеристични заради исхраната на тие две бебиња од плацентата. Друго е кога имаат две плаценти, се хранат посебно, а кога има една плацента, може едното бебе да се храни повеќе, другото да се храни помалку и да имаме компликации во смисла намален фетален раст кај едното бебе и други хемодинамски велиме компликации кои што се поврзани со крвотокот кај другото бебенце. Моментот кога ќе им соопштите на брачниот пар дека очекуваат близнаци? Какво е чувството кај нив? Да, пресрекни се и ние сме среќни, но ние знаеме дека може да имаат компликации и секако тоа кога работиме фетална медицина и кога работиме со бремени пациентки треба да го кажеме во самиот почеток, затоа што некои од компликациите може да бидат нели фатални, може да имаме несакан исход, им го кажуваме за да знаат да ја сватат сериозноста на таа состојба, за да знаат како треба да ги следиме и нели секогаш кога имаме комуникација со пациентите, доверба од нивна страна кон нас докторите по фетална медицина, ќе биде многу полесно за да ја истераме таа бременост до каде што може да биде. Значи не се пораѓаат близнаците во 40-та недела, секој тип на близнаци имаме кога треба да ги породиме и како да ги следиме. Да, таа блискост и таа комуникација меѓу трудницата и докторката или докторот гинеколог, како рековте, имате тројки во моментов, така што ги следите, па ги мислите постојано. Постојано, да, исто така имаме едни што се монохоријатни, односно еднојајчани близнаци и тие исто така ги мислам и ние кога имаме такви случаи и ситуации, едва чекаме да се породат и да ни бидат бебињата добри и здрави. Така. Датирањето на бременоста, односно одредувањето кога почнала бременоста, зошто е важно и кај спонтано забременување и кај инвитро забременување, која е разликата? Да, датирањето на бременоста баш сакам да го спомнам, бидејќи е многу важно не само кај близнаци, него и кај едноплодова бременост. Многу е важно бидејќи датирањето на бременоста кога се прави според последна менструација не значи дека секогаш е точно, бидејќи имаме пациентки кои што имале доцење на циклусите или порано добивале менструација. Имаме пациентки кои што имаат полицистични јајници заради тоа доцење на циклус, заради тоа подоцна овулација, односно подоцна настануваат плодни денови кај тие јајници. Така да во тој случај бебето нема да одговара должината на плодот според последната менструација. Затоа е многу важно, тоа се прави најчесто на првиот скрининг и најправилно е така, од 11-та недела до 13-та недела и 6 дена да го направиме првиот скрининг и на тој да го измериме точно бебето во одредена положба, да биде бебето значи кога го гледаме на ултразвук и го мериме од главата скроз до задникот должината, колкава е должината на бебето и според тоа ја датираме бременоста. Значи може пациентката да е и 14-та недела по последна менструација, а бебето да е недела дена, 10 дена помалу. И во тој случај се менува последната менструација и се менува веројатниот термин за породување. За да не мислиме понатаму, после 20-та недела дека тоа бебе ни заостанува со растењето и има проблеми со циркулацијата. Затоа што се има одредени или протоколи кои се следат кога, како, во кој месец или триместар, така каков треба да биде развод. Тоа е многу важно и за едноплодова бременост, кај двоплодова кај близнаци се прави тоа според поголемиот близнак, значи на првиот скрининг може едното бебе да е помало за ден, 2, 3, другото е поголемо и датирањето се прави според должината на поголемиот близнак.
кај тројки, нели, тоа е исто така, а додека требаше кажеме дополнително и за, нели, терминот на породување, дека треба го смениме, и тоа исто така се прави кај близнаците. А додека кај инвитро процедурите се датира бременоста според ембриотрансферот. Таму е лесно, знаеме кога е направен трансферот и ја датираме според таа дата. Да, и затоа некогаш пред да дојде и по конечниот термин на породување оставате простор. Една недела претходно, една недела после тоа, така има простор за такво нешто? Кај близнаците тоа потешко, бидејќи кај едноплодова бременност може да чекаме до 41 недела, ама кај близнаците може баш во таа недела да настанат компликации и не би чекале, би оделе по протокол како што треба да ги породиме. Така, да. Скрининзите, прегледите, треба ли малку повеќе да се повнимава, дали се поразлични, односно во поглед на честотата на доаѓање на преглед и какви се прегледите и скрининзите кај различните типови близнаци? Да, тука имаме многу да зборуваме, но ќе почнеме еве на кратко да кажеме. Кај дизиготните близнаци, кај двојајчаните близнаци, следењето е по светските протоколи, по протоколот на Fetal Medicine Foundation, од каде што јас учам и се лиценцирам и работам по тие протоколи. Следењето за двојајчаните близнаци е прво да се видат во 12-та недела, потоа во 20-та и после тоа на 4 недели до породувањето на кај 37-38 недела ги пораѓаме ако нема компликации. И сега тоа кај нас е малку тешко, бидејќи пациентките кога ќе дознаат дека се бремени веднаш доаѓаат и 2-3 дена да им доцне, нели? Ние ги гледаме уште во почетна бременост, но пред 8 недела, пред 8 гестацијска недела не можеме да знаеме. Кај двојајчаните знаеме зашто се гледаат веднаш две врекичиња, а кај еднојајчаните ќе кажеме како ги гледаме уште од 8 недела на ултразвук. Значи двојајчаните се гледаат на ултразвук, имаат две посебни врекички, има 2 плода во секоја врекичка, нели, и срцева акција веќе во 8 недела и си имаат 2 посебни жолточни врекички, си се хранат од посебни, плацентата понатаму се формира на кај 10-та недела и исто така си имаат посебни врекички и тие се со помали ризици. А монозиготите, еднојајчаните близнаци, во зависност од хорионицитетот, имаат различно следење на бременоста. Кога имаме еднојајчани близнаци кои што се монохоријати, диамнијати, тие се со една плацента во 2 врекички, во 8 недела на ехо ги гледаме дека се во 2 врекичиња, но имаат 2 жолточни врекички. Тогаш знаеме дека тие ќе бидат диамнијати, односно ќе бидат во 2 врекички. Понатаму, ако имаме монохоријати, моноамнијати, се во истата врекичка, 2 бебиња со срцева акција, ма имаат една жолточна врекичка. Тоа значи дека тие ќе бидат во еден амнион, заедно ќе бидат близначињата. Значи од 8 недела никаде можеме ние со ултразвук уште да знаеме каков тип на близнаци имаме, а најдобро е да се направи тоа на првиот скрининг меѓу 11 до 13 недела и 6 дена, каде што ние гледаме близнаците, нели, дали имаат една плацента, дали се во 2 врекички и од тоа знаеме каков е хорионицитетот. Исто така на ултразвук имаме 2 знака, едниот се вика ламда знак, кој што го имаме кога имаме 2 посебни плаценти и тие близнаци ни се двојајчани, и имаме Т знак, тој Т знак е кога имаме плацента и сама амнионска обвивка, и таа е тенка и потоа знаеме дека тие се близнаци еднојајчани во 2 врекичиња. И тоа е многу важно да се одреди, бидејќи после 20-та недела потешко се одредува, затоа што како растат плацентите, тие се истенчуваат и тој ламда знак кој што не изгледа како триаголниче во 12-та недела, во 20-та ќе биде истенчен и можно е да не знаеме какви се близнаците, поготово ако се ист пол. Може да бидат и двојајчани, може да се и еднојајчани. Затоа е важно да се направи на првиот скрининг, а после 20-та недела, например, може да се случи да дојде жена после 20-та недела, до тогаш да не е видена. И во тој случај, ако ние гледаме да има тенка мембрана, која што излегува од плацентата, ако не установиме 2 посебни плаценти, ако бебињата се од исти пол, подобро да ги следиме како да се еднојајчани, отколку да не ги следиме како двојајчани, затоа што ризиците кај еднојајчани се поголеми. Така да кога не сме сигурни, подобро да ги следиме како по протокол за еднојајчани близнаци. Така. Секоја бременост внимателно се следи од страна на гинекологот, но од ова што го кажувате, близначката бременост или повеќе плодовата, така бара малку повеќе
повеќе внимание и контроли. Да, така е, кај едноплодова бременост, ако е се нормално, дури во светот се препорачуваат 3 прегледи. Првиот скрининг во 12 или 11 до 13, вториот скрининг околу 20 и трет скрининг исто задолжително треба да се направи некаде на кај 30 до 34 гестацијска недела, па сега во последно време до 36. А кај близнаците, кај двојајчаните, следењето е 12 недела, 20, понатаму на 4 недели, ги пораѓаме на кај 37-38 гестацијска недела ако нема компликации. Кај еднојајчаните, кои што се со една плацента во 2 врекички, ги следиме во 12, во 16 и понатаму на секои 2 недели, ако немаат компликации, ако имаат и на една недела ги следиме, ги пораѓаме на кај 36 гестацијска недела. А кај близнаците што се со една плацента, значи монохоријати и монамнијати во исто врекиче, тие ги пораѓаме на кај 32-33 недела, а следењето е 12-16 на секој 2 недели понатаму исто ги следиме, ако немаат компликации, ако имаат на една недела и нели во зависност од компликацијата препорачуваме што да се направи понатаму. Ние во нашата ординација имаме среќа што имаме добри комуникации со колегите од странство, со колеги кои што се експерти по фетална медицина. Тоа е малку и среќа, ама малку и тоа што одиме по конгреси и таму се запознаваме со овие луѓе кои што работат одредени интервенции за да ги спасат тие близначиња кои што имаат проблеми со вакви компликации и синдроми што се специфични само за близнаците. Така, синдромот на трансфузија меѓу близнаци. Да. Тоа е нешто што во оваа бременост може да, кај близначката бременост може да се јави, што значи ова? Така е, кај овие близнаци што се со една плацента, монохоријати и диамнијати, кои што се во 2 врекички, може да имаме, како што кажавме, компликации карактеристични само за нив. Една од тие компликации е тој twin-to-twin transfusion синдром или синдром на трансфузија кај близнаци. Тоа значи дека тие близнаци не добиваат подеднакво храна од таа плацента, можно е едното бебенце да има помал дел за него од плацентата. Во конкретниот случај сега што го имам, тоа бебе исто има и папочна врвка која што излегува веќе од амнионот, не од самата плацента. И тоа бебе помалку се храни. А другото бебе се храни нормално или повеќе. И сега во одреден момент како тече бременоста, едното бебе кое што е донор, викаме, ја дава фактички, тоа не се храни доволно, тоа не заостанува со растот и може да почне да има проблеми во доплерот на умбиликалната артерија, артеријата во папочната врвка која што го следиме на ехо. И во тој случај другото бебе се храни повеќе, може да почне да ни отекува, да има асцит околу бебето, има многу повеќе плодова вода, а кај другото бебе се намалува водата. Исто ги следиме и мочните меури на двете бебиња, кај тоа што е донор, што дава фактички, тоа има помала бешика, а поголемото бебе има поголема и тие се тие знаци кои што ги следиме за да видиме кој степен е тој трансфузиски синдром од близнак на близнак. И доколку дојде до поголем степен, ние знаеме во кој момент треба да ги испратиме во Центар за фетална медицина за да се направи интервенција, се прави лазер при кој што треба да се раскинат врските помеѓу крвните садови на едното бебе и на другото. Тие се комуникантни крвни садови или анастомози. Тоа го прават тие колеги, колешки кои што работат и се експерти по фетална медицина. За потоа двата плода подеднакво исто така да едното пак биде помалку за да ги спасиме, за да бидејќи ако едниот плод изумре, тоа не треба да дозволиме. Ако тоа помало бебе кое што не се храни, нема срцева акција, во тој случај другото бебе ќе има проблем и ние одма да го породиме, се зависи кога ќе се случи, тоа нема да може ни да преживее. Ако е во подоцнежна бременост, да речеме на кај 30-31 недела, може да има заради таа циркулаторна разлика и големото бебе проблеми со мозочето и да ги изгубиме и двете беби. Но ретки се ваквите компликации, ама секогаш велиме ако така. Ако ги следиме како што треба по протокол, ќе навреме и ќе се реагира, така ќе се преземе и ќе се направи нешто. Да. Што кога мајката носи 3 плода? Тројка. Кога носи тројки. Дали овде па сега уште по голема внимателност треба? Па да, треба. Значи, тројките
убаво е кога ќе се слушнеме, имаме 3 бебиња и сето тоа, но на почеток по протокол ги советуваме за редукција на едното бебе, бидејќи матката нема да може да издржи да ги доноси до крај. Тука кај тројките најголем е ризикот и од предвремено породување, бидејќи како растат, тие се 3 бебиња со 3 амнионски врекички, водата, сето тоа може да бутка, да притиска на мајчините органи секако, но и надолу накај грлото на матката, односно кај отворот, нели, кој што би се отворил, пример, предвремено, би имале или спонтан абортус или предвремено породување и тоа води до несакан исход на бременоста. Значи, тројките може да се отвори грлото во 20-22 недела и да ги изгубиме сите 3. Затоа советот е некаде на првиот скрининг исто да се видат убаво 3 бебиња, да видиме и дали се добри, здрави хромозомски, дали имаат некоја аномалија и доколку немаат, секако се советуваат за редукција на едното бебе. Ако има едното бебе, нели се редуцира баш тоа што има. Ама и да немаат аномалија, советот е да се редуцира за да тие 2 бебиња што ќе останат си ги износи пациентката до крај. И тука е важно одредувањето на тој хорниоцитет кој што го споменавте. Да, исто и кај тројките, бидејќи тројките може да бидат исто така 3 посебни бебиња, како што се двојајчаните близнаци, тројките може да си бидат 3 посебни бебиња со 3 различни плаценти и да имаат сите тие различен генетски материјал како браќа, сестри, но можно е да имаме, еве тоа се случува при инвитро, враќање на 2 ембриона, едниот да си се зачува така како еден, другиот да почне да се дели, да се подели, да од него да добиеме 2 бебиња и да имаме едно посебно бебе и едни близнаци што се еднојајчени. Тоа е веќе уште покомплицирано. И сега овие бременности се препорачува да ги следиме по овој протокол, но во честа комуникација со експертите по фетална медицина или најубаво ако има можност да се следат во центрите за фетална медицина. Така, ќе погледнеме уште еден блок реклами па продолжуваме понатаму, останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Павлина, да ги опфатиме сега и скрининзите кои што се прават во текот на близначката или повеќе плодовата бременост. Така е, секако како и кај едноплодовата и кај близначката бременост треба да се направат скрининзите во бременоста. Првиот скрининг од 11 до 13 недела плюс 6 дена го правиме исто кај овие близнаци и тука и кај двојајчаните и кај еднојајчаните. Двојајчаните се 2 засебни бебиња, ги гледаме и двете, нели, се детално да се види, па на првиот скрининг да видиме, нели, анатомијата до каде што си се оформени и некоја структурна аномалија може да се открие. Ние имавме еден таков случај каде што кај двојајчани не е проблем ако се открие аномалија некоја структурна на едното бебе, тоа во таа недела може да го редуцираме, односно се умртвува бебето со инекција на калиум хлорид директно во срцето и тоа понатаму си е мртво, другото си расте и се раѓа само едното бебе. Бидејќи ако ова нешто добие повеќе плодова вода и може да направи предвремено породување и другото бебе да го изгубиме. Така да кај двојајчаните ни е полесно во смисла на тие редукции. За скринингот конкретно се мерат и двете бебиња, се гледа нухалната транслуценца, се што мериме и гледаме на првиот скрининг, го гледаме исто и кај близнаците. А што беше ова нухалната транслуценца? Вратниот набор на бебенцето, кој што не треба да биде поголем од 3 мм, понатаму носната коска, одредени доплер параметри на крвни садови во бебето, срцето, го гледаме трикуспидалната валвула во срцето која што не треба да има регургитација, односно обратен крвоток и враќање на крвта и сите тие параметри ни даваат еден увид заедно со биохемија на мајката, значи земаме и крв на првиот скрининг, ни даваат еден увид дали тие бебиња имаат ризик за некои хромозомски абнормалности. Така да на првиот скрининг се прави исто еве кај двојајчаните, сега кај еднојајчаните близнаци го правиме првиот скрининг исто, но може да се случи и пред 12-та недела некаде едното бебе да има зголемена нухална транслуценца, односно зголемен вратен набор над 3 мм. Сега тоа може да значи неколку работи кај овие близнаци. Прво може да значи дека тоа бебе има некој проблем хромозомски, значи како Даунов синдром, Едвардс-Патау или некој генетски синдром. Друго, може да значи дека понатаму во текот на бременоста, после 20-та недела кога ќе бидат формирани органите, може да најдеме некоја аномалија на мозок, на срце и така натаму, структурна аномалија. И трета работа може да значи, што е пак ќе спомнам карактеристика
карактеристично кај овие близнаци да имаат twin-to-twin transfusion синдром, значи изголемена нухална ни е еден од знаците за овој трансфузиски синдром од близнак на близнак. И заради тоа ние уште од првиот скрининг можеме да видиме и да знаеме отприлика како ќе ни тече таа бременост и на колку време ќе ја следиме. Друго исто се гледа носната коска на двете бебиња, сите параметри ги мериме, ја гледаме плацентата каде се наоѓа, од каде излегуваат папочните врвки. На скринингот исто така е многу важно да се види од каде излегува папочната врвка и кај единична бременост, едноплодова бременост е тоа многу важно, затоа што при тоа правиме и скрининг за ваза превија се вика. Тој скрининг е скрининг при што ние ако видиме дека папочната врвка излегува од плацентата, тоа е добро, немаме ризик за нешто такво. Но ако излегува од обвивките или пак имаме плацента и уште една додатна некоја мала плацента, и тоа може да се случи, и има крвни садови меѓу нив, тие крвни садови може да одат кога веќе ќе биде напредната бременост пред раѓање, пред самото грло на матката. И ние треба да знаеме дека тоа раѓање треба да го извршиме со царски рез, затоа што има ваза преви, односно крвни садови кои што предлежат пред излезот на матката, и ако бебето се пораѓа природно ќе ги раскине и во текот на раѓањето може да го изгубиме, да изгуби срцева акција. Така да на тој скрининг исто и тоа го правиме за да видиме дали имаме и такви ризици. Ја гледаме плацентата, значи двете папочни врвки, како се амнионските обвивки, водата исто е многу важна кај овие близнаци. Дали двете имаат подеднакво плодова вода. Се мери најдлабокиот вертикален џеп на плодова вода кај едното и кај другото бебе. И ако имаме помалце од 2 сантими џеп кај помалечкото бебенце, а над веќе 7-8 сантими на поголемото бебенце, тоа ни е индикација дека веќе треба да испратиме во центар за фетална медицина. За фетална медицина, да. Близначката или повеќе плодовата бременост автоматски значи дека порано ќе се породи мајката и дека ќе биде со царски рез, или не секогаш и во сите дека ситуации? Дека порано ќе се породи, тоа да, не чекаме до 40-та недела кај близнаците и да се двојајчани, веќе 38-та недела се планира да ги породиме. Сега двојајчаните близнаци, ако се наместени двете главично, може и природно, има и близнаци така што се родиле со спонтано породување. Затоа што првото бебе ако е со главата надоле ќе се излезе и другото исто така. Но опасно е ако е едното карлично, другото да е главично, затоа што може да се заглават со главите ако се вака, едното да е доле карлично и нема да може, тоа се вика колизија на близнаците и е многу опасна. Состојба треба да одиме на итен царски, како ќе биде не се знае тоа. Така да во тој случај царски рез е планиран. Да. И кај едноплодовата бременост, така ако бебето е свртено карлично, во положба така која што не е природна, тогаш наместо природно така колегите во породилиште значи си се опремени за тоа, обучени си, пораѓаат и карлично, но секако е во договор со пациентката во зависност од колкаво е бебето, многу е тоа важно во зависност од мерките на карлицата и така натаму. Можно е да се роди карлично и да е едноплодова бременост. Тројките веќе се знае, тоа си се царски рез, се породуваат на кај 33-та недела, ако е се добро 34-та, а еднојајчаните близнаци исто така со царски рез и на кај 36-та недела ако си се следени по протокол и ако е се добро на кај 36-та недела можеме да ги породиме. Така. Дали постојат одредени ризици за мајката, односно трудницата, во смисла на гестацискиот диабет, преекламсија или високиот притисок и ред други нешта кои што се мерат во текот на, односно се проверуваат во текот на бременоста кај секоја трудница, но дали овде е ризикот малку поголем да се појави вакво нешто? Кај нешто? близнаците, па и кај тројките секако ризикот за сите овие болести кај мајката, значи мајчини фактори е секако многу поголем. За преекламсија е 3 пати поголем ризикот кај близначка бременост отколку кај едноплодова бременост. Скринингот за преекламсија исто така го правиме во нашата ординација. Кај единична бременост правиме скрининг, ако доколку пациентката има ризик поголем од 1 во 150 за преекламсија, бидејќи тие сите на почеток имаат низок притисок, но после 20-та недела знае да се качи, им даваме превенција со таблетки аспирин од 150 милиграми. Кај близнаците автоматски знаеме дека ризикот за преекламсија е поголем, но не знаеме дали аспиринот би спречил преекламсија, бидејќи нема се уште научни студии кои што тоа го докажуваат. Во моментов во Лондон, во Фондацијата за фетална медицина се прави таква мултицентрична студија, истражување во која што учествуваат некаде над 2400 пациентки со близнаци, за да видиме
дали ќе имаме ефект доколку даваме превенција со аспирин. А до тогаш подобро е да дадеме, нема да има штета, отколку да не дадеме, затоа што секако тие имаат висок ризик за преекламсија. И сега кога и така ни се комплицирани, плюс дополнително да имаме и висок притисок, и тоа ни е знак дека ќе треба да ги породиме предвремено, па тие бебиња ќе бидат прематурни, ќе бидат помалечки, па понатаму преживувањето е потешко, ќе треба можеби да бидат во инкубатор, и сето тоа ни влијае нас на исходот на таа бременост. Понатаму за дијабет исто така ризикот е дури 8 пати поголем кај близначка бременост, и кога имаме пациентки кои што се бремени со близнаци, а се во понапредната возраст, да речеме над 45 години, 50, имаме и такви пациентки веќе со асистираната репродукција, со тоа што покасно ни забременуваат жените. И во тој случај се советува редукција на почеток, затоа што кога имаме близнаци, ризиците и за преекламсија и за дијабет се поголеми, а и од самата возраст тие ризици се знаеме дека ги има пациентката. Така да ризикот за дијабет исто е поголем, и во тие случаи кај близнаците препорачуваме да се направи ОГТ тест или тест за скриен шекер и порано. Протоколот кај нас е од 24 до 28 гестацијска недела да ги тестираме сите трудници за гестацијски дијабет, дали имаат скриен шекер. Но кај близнаците можеме да понудиме и порано тест за скриен шекер, за да видиме дали имат, и секако е советот со исхраната на почеток. Доколку нема некои големи отстапки, советот е да не се внесуваат јаглехидрати многу, да не внесуваат многу шекери, да им биде исхраната разновидна, но заснована повеќе на протеини, да јадат почесто помалци и многу да внимаваат со шекерите. Но доколку има поголеми отстапки, во соработка со ендокринолозите се дава и терапија. Се дава и метформин, глукофаж, лек се дава, понатаму може да се даде инсулин. Доколку имаме големи отстапки, тоа може да влијае на бебето и да имаме проблем на раѓање, бебето да не биде хипогликемично и така натаму, сите тие компликации што се од дијабетот. Така. Лекарите знаат, нели, да ја направат вистинската проценка за да го направат најдоброто и за плодовите или плодот и за трудницата. Индивидуално се проценува. Значи кај секоја пациентка имаме индивидуален пристап. И најголем ризик, поготово кај тројките, ни е од предвремено породување, кај нив дури 27% од тројките ни се породуваат предвремено, така да треба секако тоа да го превенираме, да го измериме грлото на матката, тоа никако да не го забораваме во 20-та недела, да измериме колку е должината на грлото на матката и доколку е под 25 мм, се дава терапија, вагинален прогестерон, за да издржи тоа грло што подолго. Доколку и мериме за една недела повторно. Доколку имаме прогресија во скратувањето на тоа грло, продолжува да се скратува, треба да испратиме пациентката понатаму за серклаж во болница и така натаму, за да се подврзе тоа грло, но најголем ефект кај близнаците, ако грлото си стои до 25 мм, ние со прогестерон вагинален. Тоа е докажано со истражувања, со студии. А со серклажите може да имаме и проблем пак да ни се отворат, да прсне водењакот и така натаму. Така. Дали со близначка бременост трудницата треба повеќе да мирува, треба повеќе да јаде, дали се потребни дополнителни витамини, суплементи и ред други нешта? Повеќе да мирува, не, затоа што сите студии, доколку нели е вака нормална бременост, ако грлото не е скратено, дури и да е скратено, студиите укажуваат дека ако лежи во кревет, дека ако мирува по цел ден, значи со подигната карлица и сето тоа, дека тоа не доведува до подобар исход на бременоста. Значи само вагиналниот прогестерон и секако да се раздвижува, затоа што кога една трудница лежи цело време, има ризик од тромбози и тромбоемболии. И во тој случај сега ако се поготово ако е некоја пообезна пациентка и така натаму, имаме зголемено згрчување на крвта и сите тие ризици кои што носат, мислам, во бременост секако повеќе се згрчува крвта, а поготово ако се лежи имаме ризик од тромбоемболија. А лежењето во кревет не се препорачува, само прогестеронот вагинален и редовни контроли да го следиме грлото на матката. Понатаму кај тројките исто така треба да го измериме за да видиме и тие треба почесто, веќе на 2 недели после 22 недела да го гледаме грлото на матката, затоа што многу почесто ни се пораѓаат предвремено. Така, витамини, суплементи како и за секоја трудница, како и за секоја, така, не треба да јадат дупло или тројно повеќе си јадат. И кажав како да јадат, да не внесуваат многу блага теста, газирани напитоци, многу вода треба да пијат
и повеќе протеинска исхрана, витамините и суплементите, исто како и за сите, фолната киселина е најважна да се прима дури и пред бременоста 3 месеци и понатаму во текот на целата бременост, поготово првиот триместер, заради развој за невралната цевка на бебето. Така. На крајот сме, ама ќе можеме ли во кратки црти само препораки и информации како трудниците да го поминат полесно летото и овие високи температури, жешкото време, доколку патуваат, како да се подготват? Да, препораките се да не излегуваат, нели, секако во најтоплото, некаде од 11, 12 до 17 часот, и затоа и ние гледаме да ги закажуваме порано, да не шетаат по жешкото. Исто така да си бидат во климатизирани простори, да пијат многу вода, значи 3 литри минимум вода да се пие во текот на летото и секогаш, но во лето, нели, повеќе, да не дозволат да дехидрираат. Доколку патуваат, секако треба да дојдат на преглед, затоа што јас им кажувам пред секое патување, каде и да одат, да дојдат, да го измериме грлото на матката, да видиме како е плацентата, како е бебето, за да процениме каков е ризикот. Ако имаме скратено грло на матката, секако е препораката да не одат, да не патуваат. Може и таму нема ништо да се случи, ќе си одмараат на одмор, но подобро е да си се тука. Кога одат на одмор, на патување во море, може да се бањаат, секогаш ме прашуваат, но не е препорачливо во базени. Тоа е заради инфекции и такви работи, зашто во јавните базени сите каде што влегуваат, не препорачувам да влегуваат бремените пациентки. Понатаму во џакузи, во тие топли бањи, во сауни никако тоа не смеат. Во море секако може, затоа што поволно влијае пливањето на бремената жена, се разладуваат, отоците им се намалуваат, така да тоа може и во најтоплото време да си се повлечат, нели, под сенка или во соба. Така да тоа се препораките, секогаш тие пациентки бремени што си ги следиме го имаат бројот од мене, значи сум им кажала на Вибер да ми пишат што и да имаат и пред да одат ги припремам што да си купат од терапија, за да имаат со себе, доколку треба нешто да не бараат по аптеки таму, да не одат по доктори, се консултираме за се што им треба. Така. И така ќе се помине убаво безгрижно лето, трудниците така да си го поминат и по-релаксирано и поубаво сиот тој период и со радост да го исчекуваат доаѓањето на бебенцето. Така, јас им викам дури некош може да одам со нив, ако има поголема сигурност. Ако треба, така, да. Благодарам, доктор Павлина, за гостувањето. Ви благодарам, Билјана. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.